Општата болница во Прилеп веќе 2 недели е без систем на централно парно грејење, поради пукање на главната водоводна линија која што била стара повеќе од 40 години и која била поврзана со котларата. Линијата во моментов се санирала, а претходно пак морало да се распише и тендер за овој зафат. Директорката на болницата Кети Смилеска вели дека мазут имало доволно. Во 2 наврати биле набавени околу 55 тони, а во постапка била набавка на уште 25, со што ќе се задоволеле потребите на оваа установа до крајот на грејната сезона. И очекувам најскоро, еве сега доаѓам од терен, требаше денес до пладне да го санираат, но она што се случува на терен не можеме секогаш да го предвидиме. Во текот на утрешниот ден да се санира таа водоводна мрежа и да почне да функционира котларата. Во моментот, како и секогаш во болницата има дополнителни грејни тела и ниту еден пациент не се наоѓа во просторија која што не е затоплена. Од ВМРО ДПМН е пак денеска на пресконференција истакнаа дека ова било само уште еден доказ за неспособноста на централната власт да се грижи за своите граѓани и токму поради тоа биле потребни брзи предвремени избори. До кога разни грејни тела ќе бидат некакво решение за затоплување на болницата која треба да представува пример за здравствена установа со нормални услови за пациентите? Дали како и многу пати во минатото, повторно топката и вината ќе се префрлат на другата страна, па така, на пример, виновен ќе биде добавувачот, доцнењето со испорака на мазот, немањето доволни количини, а никогаш раководството и директорот на самата болница. Инаку со проблеми со грејењето, Прилепската болница се соочуваше и во февруари оваа година, поради доцнење на испораката од страна на добавувачот.